Со молитви подкрепени од црковниот хор Свети Јован Кукузел, православните верници го славеа водичот на сите небесни сили, Свети Архангел Михаил, празник на истоимениот храм во Виница. Со света архиерејска литургија со која учествуваше митрополитот Брегалнички Иларион и свештеници од Брегалничката епархија, верниците се помолија за здравје, среќа и берикет. Владиката Иларион, честитајќи му го мандатот на новиот градоначалник Ивица Димитров, упати апел до присутните да ги следат Божите заповеди и да се молат во Божите храмови. Секој човек при своето крштевање добива ангел пазител, кој што постојано е со човекот и кој што постојано десната страна стои, се моли, застапува пред Бога, но исто така човекот е создаден со слободна волја, пак ангелот има задолжение да се грижи за таа душа и тој ангел секој пат му советува на човекот да прави добро, да прави она што Бог го посакува, она што е богоугодно, она што е евангелско, она што светите оци го надмина и постигна и добија блаженство и Царство Небесно. Ние не го гледаме ангелот пазител, но многу пати го чувствуваме и самите, откако ќе размислите, ќе утврдите дека навистина постои ангелот пазител околу нас, кога ние сме во некоја неволја или пак во некоја расправија, едната страна ни вели мирно и смирено да го надвладееме тоа со трпение, а пак од другата страна ни советува лукавиот, кој што ни вели да возвратиме со зло, со шлаканици, со ругање и со било какви работи кои што му се одвратни на Бога и кои што не оддалечуваат од Бога и кои што не прават да сме Христови. Ангелите постојано, реков се со нас, постојано ангелот пазител и сите ние на страшниот суд, бидејќи тој ќе ја спроведе нашата душа низ митарствата и ќе не однесе до престолот Божи, каде што во присуство на самиот Бог Создател и во присуство на Архангелот Михаил ќе ни се покаже целиот наш живот и таму ќе ни биде пресудено времено дали ќе живееме во Царството Небесно со Бога и ангелите или пак во мракот каде што е отпаднатиот Луцифер. Храмот Свети Архангел Михаил како ново издание е возобновен 1970 година на темелите на Старата црква, за која пишани документи нема, но според сведочењата е градена далечната 1858 година. Од Старата црква е зачуван целиот иконостас, а материјалот при рушењето бил ставен во подот на новата црква.